Добро вечер, демократи, Соглас, сум член на движењето Отпор. Член на движењето Отпор, чија основна цел е реставрирање на демократските процеси во нашето општество и враќање на државата, на нашето општество на еден нормолошки колосек. Дури присуствувам местом на сите вакви собирања, откако е формирано движењето Отпор, си поставував прашање и истовремено констатирав дека ова е веројатно единствената и изолирана демократска оаза во ова од власта и партијата на власт искреирано недемократско општество. Недемократски простор. Меѓутоа истовремено и таа демократска оаза се сериозно релативизирана, протекционистички, така наречено, обкружена со органите на редот и мирот. Истовремено ми навира мисли, не е ли ова некое време на Ниче, кој вели, дури сум во тој затворен простор се е во ред. Меѓутоа, само малку да го напуштам, веќе наидувам на хаос, а хаосот кај нас е искреиран од токму оваа недемократска власт. Најкомпетентно можам да дискутирам за општествените дејности, затоа што во своето повеќе децениско ангажирање свој најизразен придонес имам дадено во развојната еволуција токму на општествените дејности во делот на здравството, науката и образованието. Почитувани сограѓани, почитувани демократи, кои ни ги водат општествените дејности? Деца! Ако сакаш да уништиш едно општество, уништи ги општествените дејности, се вели. Ние и се уште сега не ги чувствуваме секвелите од нивното креативно работење во општествените дејности. Тие покасно уште повеќе ќе дојдат до израз. Ќе дојдат нови демократски сили, меѓутоа ќе се најдат во ситуација, во услови на уништени општествени дејности, на презадолжено општество, да се борат за реставрирање на тоа општество, исто како да бараат и да вадат злато од морската вода која не го содржи. Меѓутоа, очигледно дека оваа власт и партија на власт само така и толку може. Затоа немојте да им дозволиме понатаму да ни го рушат нашето општество и иднината на нашите деца и нашите внуци. Во тој контекст, јас како 72-годишник се надевам дека ќе послужам како некаква парадигма за моите некогашни соработници, за моите студенти, да се приклучат кон ова прогресивно движење Отпор и да се стават во функција на трасирање и илуминирање на нови демократски процеси.